Почитувани добра вечер, ја следите емисијата Став. Вечерашен наш гостин е Срđan Ивановски од ВМРО-ДПМН од Општинскиот комитет во Куманово. Добра вечер за вас. Добра вечер. На почетокот би сакале да започнеме со она што е актуелно во Македонија, односно во Македонија со незините преговори со Европската Унија. Земјава не доби датум за почеток на преговорите, останува ветото од Бугарија. Кој би бил вашиот коментар на ова? Па би започнал со една реченица која што е доста така интересна, а тоа е дека Македонија премногу отстапки направи во изминатите 4 години откако оваа политичка номенклатура зажале на власт. А која што државата во изминатите 4 години сите тие настани, сите тие понижувања, омаловажувања, чината реално, искрено кажано, државотворност и уставотворност. Со длабоко жалење може да се констатира дека договорот за добрососедски односи и соработка со Република Бугарија, кој што беше склучен, е единствена на штета на македонските национални интереси и со кој реално треба едно да се знае, а тоа е дека се ставаат во починетост и омаловажување македонскиот народ, македонскиот јазик, македонскиот идентитет, историја, јазик, обичаи, традиција и така натаму. Честото чествување и присвојување на значајни личности на македонската историја од страна на бугарските власти, од страна на бугарската држава, некако во континуитет како да се спроведува и некако како да нема крај. За таа цел, за да сопрат честите понижувања и омаловажувања, ВМРО-ДПМН како политичка партија на предлог, односно на предлог на Македонската академија на науките и уметностите, Универзитетот Кирил и Методи и Македонската православна црква во законодавниот дом ќе поднесе резолуција за заштита на националните интереси и една црвена линија од која што повеќе отстапувања во однос на овој дел ќе нема. За поздравување фактот што останатите политички партии, вклучително на големата партија на власт, СДСМ, излезе со став дека е спремна да ја прифати ова нацрт резолуција, оваа форма која што ја дава ВМРО-ДПМН и да тоа биде еден документ од кој што повеќе понатаму ќе нема отстапување. Она што е исто така актуелно во моментов е вакцинацијата. Во моментов има доволни количини на вакцини. Дали според вас успешно се справуваме со пандемијата со коронавирусот? Па коронавирусот привремено стивна. Сега ги живееме оние денови, како се вика, сега ги живееме оние денови на пост коронавирус, нели? Имајќи во предвид дека овој дел би го поделил, ова ваше прашање би го поделил на 3 дела. Оној прв дел кога започна на почетокот коронакризата, кога нели државата сметам дека на почетокот премногу малку знаеше што всушност се случува нели со појавата на ова пандемија, да кажеме. Па подоцна се случи вториот бран по завршувањето на парламентарните избори и привршувањето на летото, кога дел од нашите соседни земји градеа болници, се обидуваат да набават преку разните системи вакцини кои што во тој период почна системот на светот да ги произведува. И нели подоцна се појави после новогодишните празници и почеток самите првите месеци од да кажам 2021 година, особено месеците март и февруари, кога ова пандемија зазема стравот неразбери, кога еве ќе земам за право во нашиот град да кажам дека во просек во тие денови се заразува преку 100 луѓе дневно. Во однос на овој дел за вакцинацијата, сметам дека некако на здравствените власти во тој период повеќе им беше важно провизиите за тие вакцини, отколку за самиот искрен однос и реална набавка на што побрзо и поефикасно на самите вакцини, дури заради тоа што не се знаеше кога ќе стапнат на сцена, односно кога ќе можеме да ги користиме тие вакцини на територија на Република Македонија, дури нашите граѓани беа приморани да таквите
својот начин на имунизација да го побараат во соседни земји, особено во Република Србија. И сега ќе кажем еден податок кој што најверојатно е точен. Околу 10.000 наши граѓани се вакцинирале во соседна Србија. Тука како систем повторно затавиме, каде што нашата држава не презема некакви мерки за да истите тие граѓани што се упателе во странство на вакцинација ги обештети или им изрезе во пресад за некоја друга било каква активност од тип на рефундација, на намалување на цени на лекови и така натаму. И ќе кажам една статистичка поразителна информација во однос на овој дел, а тоа е дека од преку околу 800.000 тестови, од како е почната корона кризата, во Македонија се заболени околу 160.000 граѓани, а за жал околу 5.500 граѓани го загубија својот живот како резултат на ова заразна болест. Тоа се околу 5.500 семејства кои што изгубиле свој близок. Кога сме веќе кај вакцините, најавени се вакцини за попишувачите кои што во следниот период треба да се вакцинираат. Пописот е најавен за во септември, дали овој пат конечно ќе се одржи пописот? Пописот е една статистичка операција. Можем слободно да кажем дека во нашата земја, со длабоко жалење можем да кажем дека е политичка операција, а треба да не е статистичка. А се со единствена цел каде што пописот го договараат оние партии кои што треба да го спроведат на власт, најверојатно ради некои нивни должничко-доверителски партиски односи на централно ниво. Тоа е една работа. Втора работа, ние како политичка партија, како политичка номенклатура, имавме забелешки на самата методологија на пописот, како и на тоа дека во тој период кога пандемијата земаше страшни размери, се залагавме истиот да биде одложен за некоја разумно време како ќе се договорат деталите и истиот да биде функционален онака како што доликува како што треба согласно законските прописи. Тоа е една работа. Втора работа, се надеваме дека здравствените власти во септември месец, кога е со политички консензус договорено да истиот да се одржи, ќе смогнат сили, ќе најдат начин и ќе не уверат дека тие попишувачи кои што ќе се упатат во домовите и домакинствата на нашите граѓани, во домакинствата на нашите граѓани ќе се пред се безбедни за тие домакинства, за тие луѓе што живеат во тие домакинства и на некој начин тој ќе најверојатно попишувачот ќе мора на некој начин да се легитимира, да докаже дека примил соодветна вакцина и дека е безбедна таа статистичка операција во тој дом да ја спроведе онака како што доликува. Се воведе еколошка такса, поскапување на струјата, дали со ова им се олеснува животот на граѓаните на стопанството или можеби добива една поинаква тежина животот кој веќе во пандемијата и не е така едноставен и лесен? Тука имам една интервенција на вашето прашање, ќе започнам со една ваква теза. Мислам дека закон за еколошка такса се уште не е донесен. Мислам дека е се уште во собраниска процедура. И согласно моите познавања, пратениците од редовите на ВМРО ДПМН ќе сторат се согласно нивните законски и деловнички можности кои што им ги нуди собранието да овој закон не биде донесен или да биде донесен во некоја друга форма која што ќе биде во интерес на граѓаните, а не на штета на самите граѓани. Позадина на оваа манипулација е владата да собере што повеќе пари во и онака скромниот празен буџет, а како ќе донесе повеќе пари во буџетот кога нема инвестиции, нормално тоа ќе се обиде да го направи на штета на народот. Поскапувањето на горивата не е еколошка такса, туку според мене, според моите скромни познавања од економија, тоа е кризна такса. Не обидуваат дека зголемените цени на горивата се по принципот загадувачот да плаќа. Зголемените цени на горивата секако нема да придонесат да се намали користењето на возилата. Несомнено, зголемената цена на горивата и поскапувањето на струјата ќе ги зголеми приходите во државниот буџет, но од друга страна ќе ги намали приходите и во онака скромниот буџет на нашите домакинства и
ќе биде на штета на самите граѓани и нивната, нели, се согласувате со мене, потрошувачка кошничка. Факт е дека цената на, нели, електричната енергија во последните неколку години во Македонија за жал постојано во некој процент расте. Битно е да се напомене и да искористам оваа прилика да ги запознам вашите гледачи дека на предлог на претседателот на ВМРО-ДПМНЕ господин Христијан Мисковски ДДВ-то за потрошена електрична енергија од 18 на 5%, владата најави дека ќе го прифати, односно го прифати, и постепените зголемувања на цената на електрична енергија во изминатите години постепеното зголемување на цената на сметките за електрична енергија во домаќинствата со намалувањето на овој процент на ДДВ од 18 на 5% ќе остане иста. Со воведувањето на еколошката такса и поскапувањето на струјата, само ќе се соочиме со дополнителни, пак ќе кажам, оптоварување на семениот и онака скромен буџет, и ќе се соочиме со највисоки стапки на раст, на инфлација и на во последните, да кажам, 20 години. Да се осврнеме на нашиот град, на Куманово. СДСМ се фала дека направиле многу за градот. Што тоа направиле? Доволно ли направија? Ова е така може интересно прашање. Ќе пробам да го изанализирам од неколку агли. Па вака, СДСМ е политичка гарнитура, номенклатура која што раководи со овој град, со оваа општина 30 години. Тоа сметам дека доволно временски период за да покаже дека оставиле некој репрезентативен пример од кој што ние како граѓани во овој град би се гордееле и би бил од наш заеднички интерес. Јас таков впечаток немам. Тоа е една работа, а тие како централна и локална власт и во овој период се свесни дека се должни тоа да го прават во интерес на граѓаните и дека се должни овој град да го напредуваат, развиваат и прошируваат на оној начин на кој што тие самите го замислеле во нивните програми и агенти. Во моментов ќе се земам за право да испроанализирам неколку проекти кои што ги работи оваа централна власт, а се дел од проектите на поранешната влада на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа се реконструкција на патниот правец Криво Паланка Куманово, кој што веќе не знам од кои причини се премногу долго се реконструира, дури е најавен и експресен пат. Не знам, не ме држите за збор, не знам од која делница, мислам дека Ранковци Крива Паланка беше во тој дел. Да не збориме за некои други проекти, ќе си земам за право да спомнам една градинка, тоа е Пионерски дом во Куманово, кој што беше адаптиран во градинка и каде се проширија постоечките капацитети на дополнително згрижување за можност за згрижување на 37 дечиња. Проект кој што е започнат, морам да кажам, и ова гледачите е потребно да го знаат, од владата на ВМРО-ДПМНЕ преку тогашниот министер за труд и социјална политика господин Диме Спасов, која што тема беше актуелна во тоа време, да кажеме пред некои 6-7 години, кога ВМРО-ДПМНЕ беше политичка партија на власт. Темата околу спортската сала е доста актуелна. Сега гледам некои сега се шпекулира дека нели всушност се отпочнува нејзина реконструкција, што е за на покривот, али нели. Се надеваме дека подоцна ќе дојде време да ја реновираат комплетно и да заличи на еден монументален спортски објект со кој што овој град ќе се гордее и ќе биде еден наш репрезентативен објект и примерок. Тоа е една работа, а таа е тема која што се отвора веќе, пак ја напоменам, последните 20 години. Се изгради, се сеќавате нов ургентен центар во Куманово, да, се изгради, но тоа е проект од пред некоја претходна влада, владата на СДСМ само го доврши, односно го докапитализира, односно го отвори и го стави во служба на граѓаните. Ќе напоменам уште неколку проекти кои се дело на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа се преку проектот изградба на училишни сали. Се изградија во тоа време две училишни сали во Куманово и експресниот пат, тоест автопатот Табановце
Куманово, преку изградба на повеќе тениски игралишта на ниво на Република Македонија се изгради тениско игралиште пред спортската сала и така натаму. А што е со проектите на градоначалникот, она што го вети во предизборната програма, колку им е реализирано од тоа? Максим Димитриевски е една посебна фигура која што вреди да се прокоментира. Тој е актуелен градоначалник на општина Куманово, кој што мандатот го завршува за неколку месеци. Сметам дека неговото 4-годишно менаџирање со Куманово привршува со еден, морам да признам, еден неславен крај. Освен со голо политиканство, со гол популизам и билдање рейтинг преку патриотски искажувања и глумење скараност, односно несогласување со централната власт, тој всушност друго нешто и позначително не направи во Куманово. Подоцна во моето излагање, подоцна на ова ваше прашање, тоа сега ќе образложам. Ветувањата некако му остана нереализирани, а со дел од нив ќе проба да одигра на картката меморија пред граѓаните со најава на некој спектакуларен проект да проба да спаси нешто од мандатот на крајот на што може да се спаси и да бара, ако добие добро од централата на партијата, нели, да бара и некој, нели, негов да бара втор мандат од граѓаните. Димитриевски е еден од малкуте градоначалници кој што нема започнато ниту еден проект, капитален проект во Куманово, а кој што 4 години потроши премногу буџети, кои што за тоа можеше да ги реализира, значи потроши некаде околу 115 милиони евра. Што е според мене капитален проект за него, што е според мене капитален проект кој што го направил Димитриевски во претходниот период Димитриевски, а всушност го реализирал. Тоа се смешни некои квази проектчиња кои што за мене некако се така. Дури смешни за објаснување, или битно е да ги напоменам, граѓаните да ги знаат, тоа се поставување на метални столпчиња кои што има најава на булевар Октомврска револуција да ги смени пластични столпчиња да ги смени со метални столпчиња, најава за метални столпчиња на булевар Трета македонска ударна бригада. Ако го смета за капитален проект, она ругло од катна гаража, монтажна, каде што ако некој подолго време не бил во Куманово или дојде некоја страна од некој друг град, ке смета дека е некоја летна бавче или некоја кафуле за пиење на кафе, а не катна гаража, значи населичи само на катна гаража. Не. И еден проект кој што направи, тоа е од многуте ветени, а не реализирани, тоа е кружниот тек на влезот во Куманово. Такви проекти му треба многу на Куманово, такви проекти му треба на секоја клучна раскртница во Куманово. И сметам дека не е оправдата довербата која што се очекуваше од него како градоначалник. Што е битно тука да кажам? А тоа е дека тоа својата програма ветуваше премногу проекти кои што кои завршија несловно нема своја реализација. Нема реконструкција и современување на градскиот плоштад, значи нема поврзување на двата плоштада како што не евуваше осовременување на локалните градски фасади, нивно осветлување, па подземна сообраќајница под двата градски плоштада. Нема, односно недостасува нов цевковод Липково Куманово кој што беше најавен дека ќе се реализира, ако што требаше во долг рок да го реши проблемот со водоснабдувањето на градот Куманово. Ги нема никаде ветените чинам 5 катни гаражи кои што ги најавуваше, веќе напоменав за ова смешно монументално издание во центарот на Куманово, а со кои што требаше да се реши и проблемот со паркирањето и сообраќајниот хаос кој што го гледаме секојдневно во нашата општина во град Куманово, односно во град Куманово. Трансформација веќе напоменав на сите клучни раскрсници во кружни текови, тоа го најавуваше и тоа не е реализирано од негова страна.
донесување на генерален урбанистички план, и тоа не е спроведено од негова страна, а не е бугана како градоначалник. Нема нови детски градинки, кои што се капитален, едни од битните работи кои што мора да се спроведат во овој град, пошто ние важиме за најголема општина во Република Македонија со преку 150.000 жители. Ништо од стратешкото решавање на сметот во градот и изградба на современа, нова и некоја, да кажем, регионална депонија. И на крај нема почист воздух за сите во Куманово. Сето тоа остана напишано, нели, на хартија во програмата на Максим Димитриевски 2017-2021 година. Да не заборавам дека гасификацијата е многу клучен сегмент во однос на загадувањето, кој што исто така како проект застана некаде таму каде што застана. Гасификацијата на Општа болница Куманово толку години најавувана, неспроведена, нереализирана во тој капитален здравствен објект и значаен за граѓаните на општина Куманово. Кога сме кај градоначалникот, во моментов, во однос на патната инфраструктура, во моментов се работи во селата, се најавува реконструкција и во централното градско подрачје, а најавен е всушност и кружниот тек кој што ќе ги поврзе двата булевари во нашиот град. Дали со вакви проекти, со вакви најави, со ваква работа може да се повторно да се добие втор мандат? Дали е тоа доволно, доволни проекти, доволно реализирани? Па видете вака, значи некако како традиција, како пракса да стана, градоначалниците од редовите на СДСМ да градат, да прават, па и вклучително и Максим Димитриевски во Куманово, се некако 5 до 12, да фатат на кратка меморија пред граѓаните, да тражат хипотеки и виновници за тоа што не го реализирале во хипотеките на нивните претходници. Сметам дека најавата за поврзување на двата булевара и интертрансформација на кружен тек е одлично, идеално решение, но сето тоа го нема реализирано. Значи не го најавуваше само тој тоа го најавува неговите претходници. Еве ќе земам за право да кажам дека тоа беше дел од програма и на некои претходни градоначалници, како што беше пример Зоран Дамјановски. Тоа беше дел од програма и на Зоран Ѓорѓиевски 2013 година. Нели? Тоа е една работа. Втора работа, го споменавте прашањето тампонирање по селата. Тоа се прави врз основа на овој гребен асфалт што го користат за да тампонираат некоја уличка во некое село, заедно претпоставувам во соработка со градоначалничката на општина Стара Нагоричино, да ги поделат селата и да ова работа ја завршат, затоа што идат избори, ќе ми требаат гласови, се разбира. А тоа го прават се и за сметка само за таа намена, подкуп на гласачи пред избори. Класичен подкуп, односно политичка малверзација пред изборите. Тоа се прави постојано, ако се сеќавате, и на претходните парламентарни избори 2015 година. Се градеа, се асфалтира улички со тенок слој на асфалт во приградски насип во Куманово. Ние за тоа како политичка партија реагиравме. Али ова е битно граѓаните да го знаат. Секоја работа се работи за оноliko колку што време му е потребно на еден начин да се работи, тоа е 4 години, во време на 4 годишно негово владење. Не се тоа работи на крајот на мандатот. Сите се свесни дека навргу ќе дојде, нели, да се секој од нив да искочи пред граѓаните и тие да одлучат дали и кој, како и што се работи, дали ќе добие довербата од граѓаните на општина Куманово. Во што треба да се насочи идниот градоначалник? Што е она што му треба на Куманово? Па видете вака, ќе си земам за право да спомнам дека Куманово може и мора и треба многу подобро да се развива. Овој град секако има душа, има урбан стил и комодитет за напредок. Кумановчани овој пат сум убеден дека ќе застанат на вистинската страна. Позитив проект наречен успешна локална приказна,
после долго години ќе застана позади просперитетот и напредокот. На овој град, на ова најголема општина во Република Македонија, многу работи, односно многу нешта му недостасуваат. Едноставно Куманово заслужува некој нов концепт, некоја нова развојна програма, поразлична од сегашната, која што ќе понуди развој, унапредување, општина блиска до сите луѓе, а не само за жал до поединци. Што му недостасува на овој град? Му недостасува Може би веќе ги спомнавме, гасификацијата, кружниот тек, градинките. Така, во ред, но сакаме еве да издвојам неколку. Што му недостасува една индустријска развојна зона, пример како што се најавуваше за во село Речица. Се најавува капитални инвестиции, се најавува голем број на вработени луѓе, странски домашни. Што имаме сега тоа? Јас колку што знам, таму нема се уште ништо. Значи нема ни директни домашни, ни директни странски инвестиции. Онда да сосуваат новиот град реално повеќе паркови и зеленила. Детски качиња каде што можат младите да се рекреираат и дружат. Едно од битните и горливи прашања на овој град е тоа да мора поттhitno да се направи една студија, некоја стратегија која што ќе значи навремено, ефикасно, брзо решавање на сообраќајниот хаос, а не претворањето на улиците во паркинг места. Значи, хигиената во градот исто така е многу битна. Погледнете ја само реката Кумановка и секи би биде јасно. Мислам дека ние како град, како општина, како граѓани треба да се засрамиме во едно такво ругло во центарот на градот. Значи, хигиената е многу битна категорија која што треба да ни биде репер и на сите нас кои што сакаме да живееме, да твориме во овој град и да се залагаме овој град да биде многу почист од тоа што е сега. Ни треба еден добар план за развој и развивање на спортот во Куманово. Ни треба повеќе велосипедски, ни треба повеќе пешачки патеки, ни треба доредување на градскиот кеј, негово проширување. И едно сакам да кажам и да ве уверам како вас како новинар и како телевизија, да се обратам до нашите гледачи, а тоа е дека ВМРО-ДПМН како сериозна политичка структура, како сериозна политичка партија, номенклатура, како сакате, за овие избори изготвува една сериозна, обемна и голема програма, со која што ќе даде одговор на сите оние прашања за она што му недостасува на овој град во овој момент. Како ја коментирате работата на Советот? Советот можеме да го анализираме од две страни. Најпрво сакам да изразам една благодарност до вашата телевизија за тоа што му возможува народот во Куманово, на жителите, на граѓаните на општина Куманово, директно да ја следат работата на Советот и како советниците на каков начин се залагаат за... Доволно ли се залагаат? Дали доволно се залагаат за интересите и потребите на граѓаните од било каква комунална инфраструктурна зависност или така натаму и така натаму. Тоа е една работа. Втора работа, напоменав дека овој дел би го поделил на два дела. Советници кои што доаѓаат од редовите на власта, кои што се, да не речам, гласачка категорија на проектите на градоначалникот, на буџиетот, на привремените вработувања, на обезбедување пари, финансии за одредени проекти, работи и така натаму, без некоја позначителна дискусија или без некоја реално искрена заложба за протуркување на некој реален инфраструктурен проблем. Значи, тие што испланирале во развојна програма, ако пробаат да го протуркаат буџети на јавни предпријатија и така натаму, додека морам да кажам дека советниците од редовите на опозицијата реално соработуваат со нашите местни комитети. Секој проблем кој што доаѓа од местните заедници се разработува во местен комитет, подоцна има една хиерархија, го доставуваат во писмена или во устна форма до
нашите локални комисии во ВМРО-ДПМН, председници на комисиите се присутни и советниците од редовите на ВМРО-ДПМН и како предлог, како идеја, како амандмани или што знам, ги на самите седници на Советот општина Куманово ги како проблеми, како актуелни тековни проблеми ги презентираат. Ги презентираат и се залагаат и сите да бидат реализирани и спроведени во служба и во интерес единствено и само во интерес на граѓаните. Се уште е рано, но предизборната програма како да е започната. Членовите на вашата партија започнаа средби. Што разговарате на тие средби со граѓаните? Кои се проблемите со кои што тие ги имаат или можеби идеи што понатаму да се работи со градот? Па ние сме во постојана комуникација со нашето членство, во постојана комуникација со нашите граѓани. Само на таков начин ние можеме да допреме до она што ги нашите граѓани таргетира, што ги мачи, со какви проблеми се соочуваат и така натаму. Тоа е една работа. Втора работа што актуелните партеници, актуелните носители на функции, советници се во постојана нормална комуникација со граѓаните и некако сериозна политичка номенклатура сето тоа го забележуваме и веќе напоменав преку нашите представници дали на централно дали на локално ниво ги изнесуваме како аргументи, како барање, нели, за да истите се спроведат, односно решат во интерес на граѓаните. Сметам дека во 21 век се уште е срамно е да се дискутира за дали одредена населба, уличка или некој дел од градот или општината, дали се уште има асфалт, патна инфраструктура, канализација, водоводна мрежа и така натаму. При секојдневна комуникација со нив забележуваме дека всушност мака мача за да преживеат крај со крај. Битно да напоменам дека во однос на овој дел, според некои статистички податоци, во Македонија во овој момент се затворени што ради корона кризата, што ради неуспешното спровување на државата со корона кризата, преку 60.000 граѓани ги загубија своите работни места, преку 600.000 граѓани сметам дека живеат на раб на сиромаштија, односно во тоа се во сиромаштија, а околу 6.200 компании ги затворија своите потенцијални индустријски капацитети. Не е познато уште кој ќе влезе во трката за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМН, дали има некои. Ние слушнавме за неколку имења, меѓутоа официјално не излегувате со се уште, ниту со потенцијалните имења, ниту со потенцијалниот кандидат. Докаде се внатрешпартиските процедури, кој е можниот кандидат, ако може да ни кажете? Па со оглед на тоа дека се уште траат, значи внатрешпартиските како да кажам анкети за избор на кандидати за градоначалници на ниво на Република Македонија, па така и за Куманово. А не сакајќи оние кои што условно ќе испаднат од трката да бидат предмет на јавни коментари или пак да ги доведуваме во граѓаните и медиумите во заблуда, како што тоа го прави СДСМ. Нашиот кандидат за градоначалник на Куманово ќе го соопштиме веднаш кога ќе ги помине сите внатрешпартиски филтри и она анкета која што во моментов се случува на територија на општина Куманово. Она што ние како партија, на што ние како партија сме фокусирани, тоа е да направиме, односно да собереме идеи од граѓаните, да направиме една модерна, една квалитетна, една обемна програма која што ќе даде реален одговор на сите проблеми на кумановци, а веруваме дека нашиот кандидат кој што ќе биде честен граѓанин, ќе биде познат меѓу сограѓаните, во диаметрална спротивно со актуелната власт, која што се застапува СДСМ и ќе биде пред се победник. Доколку изборите бидат фер, демократски,
СДСМ во верувам дека ќе биде убедливо поразен на овие избори, а во тоа треба никој да нема дилема. Кај вашиот конкурент СДСМ веќе се познати 4 можни кандидати. Како ја коментирате нивната транспарентност? Дали е добро што се така транспарентни, што ги најавија сите? Што е и демократијата? Па да, јас имам некој друго размислување за демократијата. Сметам дека ако Максим Димитриевски беше успешен градоначелник, тие сите заедно треба да застанат позади едно лице, ако добро е изменеджила работата на Куманово и да му дадат подршка и да одат со еден кандидат. Точно, добро е за демократијата да има повеќе кандидати. Предлог, нели, тоа е нивна работа, но сметам дека тоа е нивна работа. Ние сепак сме фокусирани на нас како ВМРО-ДПМН и на она што ние како концепт, како партија ќе го понудиме како опција многу поразлично од она што досега е видено овие 30 години во Куманово. Значи сепак очекувате пресврт на локалните избори? Па видете, ќе се послужам со еден фудбалски жаргон, а тоа е дека нели моментално се игра Европско првенство во фудбал, па не е лошо да спомнеме малку и така во еден спортски жаргон неколку факти, а тоа е дека и фудбалска Македонија кога играше надпревар со Германија на гостински терен, изненадувачки победи 2-1, тоа дека некако бомба нели во целиот свет, како изворена вест во Европа и во светот. Зошто да не и во Куманово? Ние стартуваме со 0-0, ќе понудиме проекти, понудиме развојна програма, ќе имаме кандидат кој што ќе биде сигурно подобар од и интелектуално и човечки во секаков вид преку секаков вид на човечка особина. Сметам дека треба да му се даде подршка на Куманово, на кандидатот кој што ќе дојде од редовите на ВМРО-ДПМН, за да подоцна народот нели си земе за право Терезија и кантар во рацете и да проба да суди, да мери, затоа што на ВМРО-ДПМН во Куманово не му е дадено ни шанса ни пола мандат да владее и да менеджира со Куманово и ресурсите со кои што располага ова општина, за да се нели компарира што всушност е сработено во тоа време од владење на тој градоначелник, а што е сработено во овој мандат од градоначелник како дојде ред да менеджира со општината градоначелник од редовите на ВМРО-ДПМН. Вие сте сертифициран обучувач во Државната изборна комисија, дали се подготвувате за локалните избори, дали и овие избори ќе поминат во знакот на пандемијата? Па јас сум така, во право сте сертифициран обучувач, сум на Државна изборна комисија. Тоа е едно тело кое што претходниот состав на Државната изборна комисија го формира, а се со единствена цел да на некој начин општинските изборни комисии, избирачките одбори се стекнат со повеќе знаења и оние изборни предизвици кои што ќе требаше да се соочат да ги надминат во најдобар ред. Прв пат тоа се случи за претседателските избори за време на кампања, за време на спроведување на претседателските избори, втор пат сега за парламентарните избори. Наша намена, наша цел е да ги обучиме општинските изборни комисии и избирачките одбори за она што всушност значи изборен процес, што всушност значи изборен процес на самиот ден на изборите, од самата постапка на отпочнувањето на гласање до сумирањето на резултати и соопштување на истите. Изминативе години имаше неколку измени во законот, во изборниот законник. Тука би ги споменала оние измени што се донесоа во однос на слепите лица, на инвалидизираните лица. Каква е соработката со здруженијата кои што ги застапуваат, кои што ја застапуваат таа категорија на граѓани? Се повеќе такви индивидуализирани лица Државната изборна комисија преку разните форми на адаптација ги вклучува во самите изборни процеси. Јас имам и колеги што се дел од сертифицирани обучувачи, се дел од ваква категорија на граѓани и одлично си ја спроведува својата задача. Точно дека има
тоа се прави се со единствена цел самите гласачки места да бидат достапни до сите категории на граѓани, ни еден од тие граѓани да не се почувствува дека е инфериорен во однос на она што значи редовно и еднакво со устав загарантирано гласачко право. За крај имаме уште едно прашање, постои ли можност да се најдете на советничката листа, дали имате амбиции? Видете, како млад човек, ако ќе бидам премногу скромен ако кажам дека немам амбиција, сум посветил 10 на 15 години во ВМРО-ДПМН и на себе лично како човек. Сум бил председател на млади сили на ВМРО-ДПМН во едно така поинтересно време. Премногу политички ангажмани, премногу политички искушенија, премногу политички искуства имам. Ако партијата во внатарпартиските структури и на општинско и на централно ниво смета дека Срđan Ивановски може да одговори на предизвикот да биде советник во општина Куманово, зашто да не. Ако ми се укаже таа шанса, само можам да ветам дека успешно ќе се залагам за интересите на сите граѓани, без разлика од која политичка номенклатура на која политичка номенклатура припаѓаат, од која етничка заедница доаѓаат, нели ние треба да работиме во служба на сите граѓани, а не само на поединци. Би ви се заблагодарила за вашето вечерашно гостување и се надевам ќе има повторно прилика да бидете наш гостин. Ви благодарам и вас на поканата, че се задоволствам и беше што бев вечер во ваш гостин и се надевам дека го задржавме во вниманието во целост на вашите гледачи. Ви благодарам, почитувани, тоа беше се за вечерва, останете па натаму со нашата програма.